Почитувани, во Македонија со власта на СДСМ и ДУИ се случува тотален распад на системот. Земјава од сите земји во регионот, па и пошироко, најлошо ја помина пандемијата со COVID-19. Бевме меѓу земјите со најголем број починати на 1 милион жители, последни почнавме со вакцинација, 2 години каскавме за сите останати. И како да не ги научивме лекциите, па сега продолжува власта со својата неодговорност и неспособност. Имено, во услови кога цела Европа стравува од нова епидемија, овој пат епидемија од мајмунски сипаници, нашите власти се повторно неорганизирани. Откако излезе во јавноста информација дека едно лице во Македонија е суспектно на оваа болест, следеше уште една потврда за неспособноста и неажурноста на надлежните институции. Ова лице не само што не било тестирано за да се утврди дали е или не е заболено, туку му било дозволено да си оди дома и слободно да се шета меѓу граѓаните. Односно, ова значи дека нема никаков здравствен третман и протокол од страна на институциите. Тоа е недозволиво, бидејќи на ваков начин се загрозуваат општото здравје и животите на граѓаните кои се изложуваат на една заразна болест. Министерот за здравство Сали тврдеше дека институциите се подготвени, но на дело ја гледаме нивната неспособност. Дали министерот Сали и другите надлежни ќе понесат одговорност доколку заразата се прошири? Дали институциите ќе бидат виновни доколку се утврди дека суспектното лице е навистина заразено и притоа му било дозволено слободно да се шета без да се почитуваат протоколите за заштита од заразни болести? Зошто не се превенира ако знаеме дека потоа е многу потешко да се заштити општото здравје на граѓаните? Зошто не се донесат конкретни протоколи и според нив не се справуваат со предизвиците? Очигледно е дека власта на СДСМ и ДУИ пати од хронична недокваканост. Тие, како и во пандемијата, така и сега, дозволуваат работите да излезат од контрола, па после ќе ги обвинуваат граѓаните. Ова мора да престане. Неодговорноста на СДСМ и на ДУИ е епска. Оваа неодговорност мора да се казни и да се промени час поскоро на избори, затоа што загрозува животи и здравје на граѓани. Ви благодарам на вниманието. Дали имате прашање? Едно прашање на Повели. темата. Дали за утрешната прослава на рамковниот договор имате покана како партија да присуствувате на свеченостите и дали ќе ја прифатите поканата? Јас ја не располагам со таа информација, но морам да упатам една јавна критика за тоа што во ек на ваква криза економска и енергетска, по не знам кој пат оваа власт троши така енормни суми за прослава на овој датум, кој што секако и ние го одбележуваме, но сметам дека е навистина предрско оволкава сума да биде потрошена на ваков момент. Доколку ја имате поканата, дали ќе присуствувате? Навистина не можам да ви дадам одговор на тоа прашање. Исто и јас, благодарам.